Председателот Доналд Трамп, наведувајќи дека на Иран никогаш нема да му биде дозволено да поседува нуклеарно оружје, изјави дека би се сретнал со иранските лидери доколку се подготвени на тоа. But I ended the Iran deal. It was a ridiculous deal. I do believe that they will probably end up wanting to meet, and I'm ready to meet anytime they want to. And I don't do that from strength or from weakness. I think it's an appropriate thing to do. Трамп прецизира дека со Рохани би се состанал без никакви предуслови. Забелешките на Трамп представуваат значително омекнување во реториката од пред една недела, кога тој преку Твитер му порача на иранскиот председател Хасан Рохани дека Иран ќе трпи последици како никогаш досега, доколку продолжи да им се заканува на Соединетите држави. Непосредно пред овој твит Рохани му се обрати на Трамп, наведувајќи дека американските непријателски политики би можеле да доведат до мајка на сите војни. Од друга страна на Трамп на пресконференцијата во Вашингтон со италијанскиот премиер Џузепе Конте изјави дека верува во директни средби. Тој притоа оцени дека имало полза од неодамнешните негови тет-а-тет разговори со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во Сингапур и со председателот на Русија Владимир Путин во Хелсинки. I believe in meeting. The Prime Minister said it better than anybody can say it. Speaking to other people, especially when you're talking about potentials of war and death and famine and lots of other things. You meet. There's nothing wrong with meeting. Во мај Трамп ги повлече Соединетите држави од договорот за нуклеарната програма на Иран, изработена од неговиот претходник Барак Обама, и повторно воведе остри санкции врз таа земја. Новинската агенција Reuters деновиве јави за најновата комуникацијска стратегија на Белата куќа, дизајнирана да ја подкопа поддршката за иранското раководство. Неколку часа пред изјавата на Трамп, Техеран отворили секакви преговори со Вашингтон.